Комунална хигиена остана без директор, откако Рустеми си поднесе оставка од морални причини по распитот во кривичниот суд. Нејасно е кој ќе го води предпријатието сега затоа што Арсовска не сака да назначи нов директор. Скопската градоначалничка испрати соопштение во кое вели дека треба да го прашаме Мицкоски за тоа како ќе функционира комунална хигиена, бидејќи тој го направил овој хаос. Го повикуваме премиерот Мицкоски, кој има своја председателка на управниот одбор од ВМРО, која воедно е осуден криминалец за 2 кривични дела во 2006 и 2022 година, да го повика управниот одбор на комунална хигиена Скопје, согласно член 24а, став 2 од Законот за јавни предпријатија, да донесе одлука за разрешување на директорот и согласно став 3 од истиот член да именува вршител на должност на предпријатието. Мицкоски го тероризира градот со своето режимско и диктаторско владење преку својот управен одбор, злоупотребувајќи ги институциите и полицијата да се страф и да врши репресија пред избори, пишува таа. Членот од законот на кој се повикува Арсовска е општ и вели до изборот на нов директор, управниот одбор, односно градоначалникот на градот Скопје, во рок од 5 дена именува вршител на должноста директор. Но статутот на комунална хигиена прецизира, во случај на престанок на мандатот на директорот, по кој било основ, до именување на нов директор, градоначалникот именува вршител на должност директор. Ова значи дека само Арсовска може да назначи нов директор. Од управниот одбор пак велат дека немаа добиено ниту известување од градот, дека Рустеми ја доставило ставката до Арсовска. Од владата за Сител велат дека евентуална негрижа, намерна обструкција или неисполнување на обврските повлекува соодветна институционална и правна одговорност. Владата внимателно ги следи состојбите и нема да дозволи самоволие, некомпетентност или едноумие да го попречи функционирањето на јавните служби, ниту пак да се загрози јавниот интерес и безбедноста на граѓаните во Скопје. Во случај на институционален застој, владата има законски механизми да постапи согласно своите надлежности, со единствена цел да се обезбеди нормално, законито и ефикасно функционирање на предпријатието и да се спречи било каков ризик по здравието на граѓаните, ни рекоа од владата. Извори за Сител од комунална вела дека и тие камиони што им се останати нема да може да возат и да собираат ѓубре, оти нафта имаат само уште за денеска. Иако нема нов директор, ќе нема кој да спроведе нова набавка. Ќе нема кој да потпише ниту вработените да земат плата за овој месец. А според информациите од Суткос, плата за септември се уште нема ниту во Паркови и Зеленило, ниту во Дрисла. Инаку директорот на комунална, заедно со управител во истото предпријатие, вчера добија по 30 дена притвор. Според обвинителството, двајцата не ја извршувале својата основна работа, редовно собирање и транспортирање на ѓубрето во Скопје, со што може да се предизвика ширење на зарази. Им се заканува казна од 1 до 10 години затвор. Мартин Арсов, Сител телевизија.